Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место за да направиме еден интересен рецепт и да имате гостин кој што вие го сакате и да го подготвува овој специјалитет и се разбира да си го запишете и да го направите и вие дома. Знам дека со нетрпение ќе очекувате, но тоа ќе биде за кратко, затоа што ќе ги поздравиме Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите на Стокомак на нашата витрина и да подсетиме дека во Стокомак можете да си најдете баш се што ви е вам потребно за вашето домаќинство, во однос и на исхраната, и хигиената, па дури некои изненадувања многу пати имаат во однос на оние домаќински производи. Затоа посетете ги дисконтите на Стокомак и ќе си најдете производ за вас. Да ги поздравиме Стокомак и за нивната линија на продажба, така наречена Македонка, односно обоено во црвено, рафтови каде што можете да пронајдете производи со македонско потекло. Купувајте ги производите од македонско потекло, со тоа ги стимулирате македонските производители. Поздрав до македонските производители, се разбира и до Стокомак, бидејќи навистина е тоа важно. Ве поздравуваме вас ширум светот. Јас многу пати велам, бидејќи градот Велес е близина до градот Скопје, многу пати имаме јавувања токму од таму, многу фотографии, им благодарам на моите драги пријатели од градот Велес, бидејќи навистина на месенџер испраќаат скоро од секоја емисија убави фотографии кои што ги сликаат на нивните ТВ приемници. Се разбира и сите градови во нашата ни убава земја. Јас едноставно не ве делам. Сите едноставно ве поздравувам подеднакво. Но го поздрави Велес, затоа што и денес имаме гостинка од Велес, која што ќе ги покаже своите кулинарски вештини токму овде, иако професијата не е готвач, туку актер. Нашата прекрасна Весна Димитрова Бобески. Добар ден. Добре ми дојде, Весничке. Благодарам Така, на поканата. Убаво ми изгледаш и денеска, супер. Ви благодарам. Па поводот е голем. Рековме на ти, бидејќи така треба според нашите пријателски однесувања. Ги почитувам. Во Велес е убаво да се живее, град кој е многу близо до Скопје. Редовно доаѓате? Скопје некако нас ни е лесно. Да, половина Велес работи во Скопје, патуваат секој ден и тоа е како да ви кажам, како предградие. Апсолутно. Како предградие. Еве сега малку, јас овде ќе те поставам кај масичката, за да знае масичката дека ти си денеска тој што треба да работи нешто, а јас тука до мојот пријател Шпорет малку ќе ја подготвам тафата, за да ние направиме еден мал муабет. Доаѓаш од театарот од Велес, така нели си позната во тој театар. Вие си го нарекувате Джинот, поскратено. Да. И да ги поздравиме сите колеги. Апсолутно. Поздрав еве до сите колеги. Јас нема да одвојам никого, затоа што многу пријатели имам од вашиот театар и затоа едноставно ги поздравувам сите. Сега, ајде да си направиме муабет. Како започна твојата актерска работа? Дали од дете сакаше да бидеш? Како се вели? Сакам да бидам глумица, сакам да бидам учителка. Па ние девојчињата најчесто тоа е. Фризерка, тогаш додека си мал, учителка, продавачка, докторка. Докторка, да, обавезно и актерка, еве. Така. Па може да се рече од мала, некаде од 7 оделение. Така, тогаш почна, знаете тоа како е во училиштата, во драмската секција. Одиме сите во училиштевата, нели оние кои што се надарени, без трема. Па тоа со време се постигнува, нели, после се си доаѓа како што треба. Значи кажав, од основното, во средното училиште не размислував така, меѓутоа кога завршив се јави таа по интензивна желба и имав тука патешествија околу уписите, но јас завршив Академија за драмски уметности во Бугарија, во Софија, кај многу познат професор, меѓу другото и пантомимичар, и јас еден долг период играв пантомима, кога бев 2 пати послаба од сега, кога можев да ги можеше да ги правиш тие движења и многу
често знам да кажам дека го освоив светот без ни еден збор, бидејќи со пантомимата што ја играв, нели тоа е универзален говор на телото, играв во многу земји, значи многу често велам го освоив светот без ни еден збор. Затоа што во многу земји настапував со монокореодрама и монопантомима. Весне, вака беше, ми се јаде? Јадам. Да. Да. Има разни начини да се каже. Да. Има некои посебни моменти кои се важат за сите од пантомима. Има, да, но има повеќе начини тоа да се каже. Да се покаже, да се произнесе. Апсолутно. Ке ги сецкаме печурките сега? Да, се надевам дека се изчистени, ке ги сецкаме. Ајде. Вака сега да ви кажам, ова е специјалитет на мојот сопруг. Така и многу да го поздравиме. Тој ги готви на сите начини, обожава да јаде печурки. Јас само кога морам јадам печурки, во постот понекогаш. Се трудам да готвам, не можам да кажам дека сум јас некој вешт готвач. Имам обиди, готвам, не дека не готвам се. Ами има некој дома што сака да готви. Имам сопруго, да, да бидам искрена, готвам, ама нешто дека многу уживам во готвењето, не, повеќе сакам да дегустирам. Јас сум бик во хороскоп, ние биковите сме хедонисти околу кај храната, нели, повеќе сакаме да си каснеме, што се гледа на мене. Да пронајдат, да го пронајдат вистинскиот збор. Дали е вкусно или не? Така. Биковите тоа сака. Да. Ете така, убаво. Значи не мора многу ситно, вака и покрупне да, што може да оде. па за да може да Јас обично масло во тавчето, не те запрашав дали да, требаше малку масло, ќе ги ставиме и сецканите печурки. Не е некој рецепт кој што е комплициран да не може да се направи, сметам дека секој може, што ја можам да го направам, можат и другите. Како ми рече Драгче, многу е лесен со печурки во бел сос. Ајде да те ослободам малку за да ги... Така. Ете, да ми помогнеш, кажав ја нешто дека сум многу вешта. Ако без оглед, нели, затоа сум јас тука, за да помагам. Па не може во се да сме, нели? Точно. Секој во својот ресор. Инаку, Весне, не знам дали сме зборнале, но јас како млада, како дете, исто како и ти во моите тие години на училиште, играв бигалка. Да. Како беше Ленче Кумановче? Нашите битови драми, тоа е идентитетот македонски, тоа е. Така. Интересно е, нели, тогаш кога некој сака... Па најчесто во училиштата да бидат тоа се работи, интересни. И лектира, нели, а и ние мора да ги запазиме нашите корени, како нашите стари ги пренеле тие преданија преку приказките, преку поговорките, нели, преку многу преданија. Живописно да се принесат до гледачот, до помладата генерација. Ајде сега да слушнам, јас знам, но треба сакам да се пофалиш за твојата награда. Што се случуваше во Белорусија? Филм ли беше за Богородица подготвен? Да. Интересен, бидејќи ти си духовен човек, сакаш духовноста е твојата страна, така. Значи, пред многу години јас снимив еден играно документарен филм за Мајката Божја Богородица со наслов Пресвета Богородице спасине. И тој филм одеше на повеќе фестивали во Русија, еве беше и во Белорусија, бидејќи во Русија особено има такви многу фестивали кои што се со благослов и да не речам и под покровителство голем дел од тие на нивниот митрополит. Барем јас на тие кај што бев фестивали, најчесто ги отвараше, еве на фестивалот Златен Витез, го отвараше Никита Михалков Оскаровецот. Така. Значи средба со оскаровци. Јас толку многу сакав Никита Михалков, уште претходно да го запознам, ми беше идол. И ете ми се овозможи таа шанса на тој фестивал во градот Томск. Тоа е веќе Сибир на тој фестивал. Тогаш таму се одржуваше фестивалот Златен Витез и секоја година го менува градот каде се одржува фестивалот. Одлично. Па фестивалот е се за животот на Богородица, значи кажав играно документарен. Сега видите, јас сум актерка, јас се били секој актер е пола режисер, секој монтажер или сите што се бавиме со тоа.
Меѓутоа, мене примерно ми е актерството, нели, глумата. Така. Јас филмот го правев не за некој да покажам, не знам какви духовности, така, какви но режиски дострели, не ми беше ни целта, нити јас толку можам. И скромни беа средствата. Но целта ми беше духовниот дел, да, и тоа и ми кажа, барем на фестивалот во Белорусија. И некако се погоди, филмот беше прикажан вечерта пред Успение на Пресвета Богородица во очи на празникот. Беше последен филм ставен нашиот и баш ми кажа дека ова е типичен пример, школски пример, за да го гледа, за да научат се што им треба за Богородица по училиштата. Кажа, без разлика што не го знаеме јазикот, се разбравме, јако одеше со превод на руски. И другиот ден беше празникот Успение на Пресвета Богородица, кога завршуваше фестивалот, кога беа доделувањето на наградите. И јас додека ги гледав наградите, имаше различни награди, имаше една статуетка стаклена со Богородица како држи крст. Јас во себе си реков, друг пат кога ќе имам повише пари обезбедено, ќе снимам нешто друго. Таа статуетка многу ми се допаѓа и силно ја посака. Да, и некаде во средина на доделувањето на наградите, кога ме прочитаа дека филмот добива награда, и токму таа статуетка ја добив, ја имам дома, тоа е преубаво нешто. Но и фотографијата на насловната ти е прекрасна. Таа фотографија е како Ирина Комнена од представата Ана Комнена. Одлично. Исто во Белорусија беше карактеристично тоа што тие од секоја земја нова што доаѓа на фестивалот се посадува дрвце. И пишува Македонија. Сега дрвцата на Америка. Каде ги садевте дрвцата? Таму имаат посебен парк. Како парк? Да, посебен парк кај што се садат тие дрвца на учесниците и са ние после многу години откако постои фестивалот, прв македонски представник бев јас. Го засадив дрвцето, има фотографии, меѓутоа на Германија, на Америка, на другите земји беа поголеми затоа што многу години претходно биле насадени, но Македонија беше рамо до рамо со тие другите земји. Расне ли дрвцето? Го прашат еден новинар со кој што се допишуваме од Белорусија и многу често му пишувам до каде е нашето дрвце, да ми го сликаш кога ќе одиш во паркот. Доколку еве сега во моментов не следат, и доколку успеа да добиеме фотографија од дрвцето, јас лично ќе ја постирам. Значи да видат сите. Не се договоривме претходно да ќе извадев некои од тие фотографии, па еве повод за следни гостувања. Така, но може да ми испратиш, па тоа во најавата да биде наистина убаво. Ете така. А сега дали лукчето го подготвуваш за веднаш? Добро. Може. Добро, можеме. Не мора многу лукче да ставиме. А топеното сирење? Тоа некаде пред крајот, добро. Кога ќе се испржат поубаво печурките, само да се прво ќе ставиме павлаката, малку течност да пушти, за да не се залепат зденките. Добро. Може да се стави сусам кој сака. Имаме и сусам, ќе додадеме во зачини, во може чуда, и Макдонос има, но се едно. Се што сакаш ти го правиш по твој рецепт. Секако се вкусни. Се надевам ќе ми помине јадењето, ќе добијам оценка. Оценка 5. Јас повише имам трема околу готвење. Отколку твојата работа, нели? Добро, не е ништо страшно, нели? Тоа нормално, ние не сме мајстори во кујната и затоа си има посебно титула за мајстори. Видете, има некои што навистина сакаат да готват и уживаат во тоа и се трудат и следат и се. Готвам јас, ама не знам. Толку колку што умееш. Да, инаку готвам. Точно. Готвам. Вика, оној кој си признава, полесно поминува. Така. Сега да ми кажеш, која ти е, имаш ли некоја улога што вака, постојано, и дома кога си седиш, читаш нешто, размислуваш, гледаш филм, ти доаѓа како секвенца, кога би било јас ова да биде на екран, како би изгледало? Кое што сакам да одиграм понатака? Да. Конкретно, не, но сакам некоја историска личност. Тоа сакам. Да бидеш некој од нашите историски личности? Па и од нашите и се едно од светските, да, не дека не сум играла, нели, во театар сум имала разни улоги, но така некоја посебно значајна историска личност сакам. И се надевам дека ќе успеам во тоа, ќе ми се оствари таа желба. Имавте многу проби, имавте многу представи, веќе сте пред самиот крај. Што имавте последно на агенда во
вашиот театар? Последна представа јас што ја играв беше пред неколку дена, перформансот Рацин, тоа е спектакл, буквално е спектакл. Ги поканувам сите гледачи кога ќе им се даде можност да дојдат да го гледаат. Тоа е во режија на големиот Дејан Пројковски. Премиерата на перформансот Рацин беше на Охридско лето. Потоа беше во Велешкиот театар и сега ни беше првата реприза, значи таа представа или тој перформанс спектакл ќе го продолжи своето живење и се надевам уште и на многу фестивали и во нашиот театар ќе биде подолго време на репертоар. Значи поминува со многу публика, Тоа е нешто блескаво, нешто фасцинантно, убаво. баш. Добро. Вреди да се види. Одлично. Ето така го додадовме и лукчето. Дали сега да додадеме сол? Може малку сол и малку вегета. Добро, сув зачин и малку сол. Да. Под твоја ингеренција, потоа тебе ќе те поставам овде да си довршиш. Не мора многу сол, малце вегета Добро. ставите. Ова е Некој мало зачин лажиче. користите друг, Да, еве ми се добро. допадна тоа што го видов зачинот. Имаме наш зачин Да, од стокомак, да, кој што баш- навистина е топ. Добро што е Сув за промена. зачин. Така. Добра замена. Добро. Еве овде. Додаваме ли бибер? Бибер, да, секако. Одлично. Вака некако убаво ми изгледаат, веќе почнаа да добиваат својата боја. Она што ја малце сакаме. Да. Кога ќе се Добро. вцрват малку повише, ќе ставиме павлака, потоа зденките и тоа е тоа. Може малце сусам во некое време да се Повели сега Ајде. до мојот пријател Шпорет. Ајде. Успев да ти помогнам колку можам. Многу беше од корист тоа Така. твоја помош. Така. Одлично. Значи така треба да бидат боите. Да. Добро. Малку поцрвени кога ќе бидат и ќе ги додадеме и другите состојки. Ви се случува ли на сцена, а знам дека се случува на многу актери, ве бираат ли ако треба нешто да се отпее или некој позади сцена тоа го прави? Еве не ти се можностите да пееш. Мене да, не ми се. Пее ли некој во позадина? Се наоѓа решение. Меѓутоа, многу мои колеги многу убаво пеат. Така. И свират на многу инструменти, нели повеќето Така. од колегите го можат, го умеат тоа. И јас, кога треба да се пее, ми е најтешко. Нити знам кога треба да упаднам, пеам во групата. Така. Ама нити имам осет кога треба да упаднам, чекам другите. Затоа па, нели, во движењата, еве пантомима и така, тука можам. Тука пак си ти. Кога е Нели? физичкиот театар, Така, тука да. може. Затоа прашувам затоа што на пример на филмско платно тоа предвремено се подготвува, сигурно така и во За театарот. филм е многу полесно, Така, нели? така. Отколку во живо Затоа кога. што плейбекот може да оди позадина Апсолутно. со оригинален глас И и знаете, сето тоа. на снимање кога си може да нели неколку пати ќе се сними, ќе се пресними, па ќе се избере најдобриот кадар, ќе се подготвиш. Во театар е тоа, е во моментот што ќе помине тоа е. Забележа во некои наши филмови во подамнешно време дека дури гласовите ги позаемуваат од важни личности. На филм зборуваме, но тука во театарот тоа не е можно. Не може. Мораш да бидеш ти. Можда да, Мораш апсолутно. да бидеш ти. Апсолутно, па затоа се вели актерско мајсторство. Актерско Затоа сме студирале, со години се гради искуството и потоа се познаваат актерите, нели? Затоа се вели токму тој збор е многу точниот актерско Весне, мајсторство. многу ми е интересен тој дел. Например, кога треба да се глуми насмевка, ајде да речеме лесно. Некако пак секој човек може би да го инспирира насмевка. Но плачењето вистина се ставаат тие вештачки солзи. Тие солзи се ставаат на камера, некој што не може да постигне таа Така. емоција. Меѓутоа во театар не може да ти извадат тие солзи. Мораш сам да плачеш. И пак е тоа ја што го Да. велам, актерско мајсторство кој тоа може и тоа се начини на припрема. Јас сум имала многу често каде што треба да се расплачам, нели? Некаде уште 3 реплики, 5 реплики понапред или повеќе. Знам дека после тие 5 реплики јас треба да плачам, се припремаш, се подготвуваш за плачење. Си имаш своја техника, тоа секој си постигнува на свој начин. Не може секој да го направи тоа. Она вистинското. Секој си има Затоа и ми свој беше начин како, тоа прашање. Сега можеме да ги додаваме веќе, затоа што и ни се бројат минутите. Јас Да, така сега велам. прво ќе додадеме Павлака. од павлаката. Добро.
Мислам дека не мора многу овдека да додадеме. Барем малце течност да има од павлаката, за да не ни се лепи зденката. Ама во оваа тава и нема ни да се залепи. Бидејќи е така, нели, специјална за сето тоа. Да. Инаку да ти кажам дека јас многу сум голема плачка, додека гледам и театар и филм, и кога би била таму присутна, сигурно ќе предизвикам плачење на актерот посилно. Мислите како гледач или Да, ако како сте? гледач, Како гледач многу сум емотивна и веднаш солзите сами ми доаѓаат. Ете, убав сос добивме. Некогаш е самиот текст Предизвикува емоција. Некогаш актерот успева тоа да го направи. Ајде, ќе ја додадеме зденката. Јас тука малку ќе ти ја намалам температурата, заради тоа што веќе треба да го прочитам рецептот на денот. Ајде да одиме со рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт кој што ни го подготвува Весна. Многу убаво и умешно. Печурки во сос. 500 грама свежи печурки, 3 парчиња топено сирење, 100 грама павлака, 3 до 4 чешниња лук, малку масло, малку сол и бибер и зачини по вкус. Ете тоа, додадовме се што имавме во рецептот. Еве, веќе си мириса на убаво, се гледа дека веќе рецептот ни е... Многу комплициран е рецептот. Како ќе успеат да го запаметат? Да, но еве Едноставно е. за помладите овој може да биде и додаток на некоја друга храна. Значи може да си подготват и месо и сето тоа, може да си подготват било какво, еве парче стек. Да, Сосот е едноставно, навистина интересен да се направи еве вака. Тоа е убаво подсетување. Значи, реков, не може Макдоналдс кој сака, може да си додаде и сусан, меѓутоа и само вака да е вкусно е. Одлично. Ајде кажи ми нешто што јас не те запрашав. Имаш ли нешто што сакаш да го споделиш со нашите гледачи, со твоите Велешани, да ни Кој ти е омилено место во Велес? Јас, например, оноа на Којник, нели, многу го сакам. Којникот ваш. И песната многу ја сакам. Јас на Којник живеев многу години. Да. Омилено место. Па јас одам постојано на литургија во црква. Убава е новата црква. Новата, сите цркви, особено од црквата Свети Пантелеимон, кој што ја градел Андреа Дамјанов, и кој што имал причина како зошто куполите што ги правел во тоа време за да не од робството под кое што сме биле, да не ја срушат, многу мудро извел некои работи. И изгледа прекрасно, фасцинантно. Апсолутно, за да биде една од ретките, од многуто што ги изградил низ Балканот, ајде. Така. Таа се издвојува по многу нешта. И таа е гордост, не само на Велес, воопшто на Македонија. Кога правевме репортажа со Канал 5 телевизија, јас готвев во градот Велес, кај ни мои драги пријатели. Еве, сакам чест и задоволство ми да си ги поздравам тетка Снежа и Гроздето и целата фамилија. Со Канал 5 телевизија готвевме таму, но направивме една убава репортажа посетувајќи куќата на Рацин. Посетувајќи повеќе знаменитости, еве и вашиот театар. Интересно беше да се види сето тоа и да ни свират чалгиите. Секако Велес дал многу дејци. Така. Рацин, нели, Васил Главинов, понатаму од куќата на Рацин и куќата на Васил Главинов. Бевме во меѓутоа гимиџиите, нели, да не ги заборавиме, да ги спомнеме и уште многу други дејци. Многу убави работи. И затоа кажувам дека Велес е некако и мој град, блиските овде во близина, еве и Куманово и Тетово, со кој што многу пати сум имала соработка. Весне, ова е веќе готово. И јас така мислам дека треба да го исклучиме. Да. Сега ќе го сервираме во нашиот тањер овде. Ете така. Не ти дадов престилка, но не беше... Не, вешта сум. Не се испрскав. Така, ќе повлечеме, да не ти пречи, додај го. Да, може малце така ситно ке издекорираме. Така, можеш. И... Моje убаво велешанче. Дојдовме до крајот на денешниот наш рецепт, кој што навистина
е симпатичен. Еве сите овде. тие што се сметаат како мене дека не се вешти, тука нема да промашат. Затоа што е Можат да се опробаат во овој рецепт. овој рецепт е лесен и вкусен. Апсолутно. Сега, како бе, колеги, да си имавме подпечено лепче, нели малку или фурнаринки. Леле. Ајде да си се избришеме. Следниот пат ќе ви направиме со Весна. Лесни се, да. Ете така, дојдовме до самиот крај. Ми беше големо задоволство да ми бидеш гостинка. Бидејќи те сакам, те почитувам и се надевам во идна прилика повторно ќе направиме нешто интересно. Секако. Па може би и во Велес. Уште подобро. Уште подобро. Поздрав до тебе, поздрав до твоите дома, до колегите во театарот и посакувам здравје и многу успеси во иднина. Ви благодарам и поздрав до вашите гледачи. Ете така. Тука сме, драги мои, на самиот крај од нашето другарување за денеска. Се надевам дека ви бевме интересни, се надевам дека овој рецепт ќе ви биде многу значаен и важен, затоа што ќе ви биде вкусен, затоа што лесно ќе си го подготвите, а ние сме токму за тоа, да направиме лесни рецепти, а вкусни. Ве сакам, се гледаме.